Апсолутно секое зголемување на доноците се одразува негативно на економијата и ова ќе се одрази сигурно негативно. Тие во својата програма имаат најавено зголемување на персоналниот данок на доход, но и од медиумите и од некои други извори информиран сум дека планираат и зголемување на данокот на добивка и на придонесите и дека тоа планираат да го прават постепено, а не одеднаш. Значи, за да не ги шокираат граѓаните одеднаш со поголемо зголемување на повеќе даноци, планираат постепено, за луѓето помалку тоа да имаат можност да го почувствуваат. Тоа ќе биде многу лошо прво за компаниите, за инвеститорите, затоа што ќе ги влоши условите за работа, ќе ги зголеми нивните трошоци и ќе ги присили да ги намалат инвестициите. Штом ги намалат инвестициите, практично ќе дојде до намалување на отварањето на нови работни места. Затоа што целта на намалувањето на даноците беше да се привлечат инвестиции и да се отворат поголем број на нови работни места и тоа се успеа. Македонија стана држава со најниски даноци во светот. Значи, број 1 во светот, со ефективна даночна стапка од 7,4%. И тоа стана еден вид бренд за Македонија. Почна се зборува во светот на инвеститорите, вклучувајќи ги крупните инвеститори, за Македонија како земја со најниски даноци. Почна да ни биде нешто препознатливо за нашата држава во светот на бизнисот и не случајно почна да доаѓаат многу инвеститори. Тие не доаѓаат само заради тоа, доаѓаат и заради другите услови кои што ги нудиме, но една од компонентите кои што ги привлекуваше беше тоа што имаме најниска ефективна даночна стапка од 7,4%, која што е сублимат на сите даноци кои што постојат во Македонија. Штом ќе почне да се зголемуваат даноците, практично ќе изгубиме таа придобивка, односно ќе изгубат инвеститорите и тие ќе го намалат интересот за инвестирање во Македонија, како странските, така и домашните. Или пак ќе ги одлагаат инвестициите, ќе се воздржуваат, ќе одат на помали инвестиции, сето тоа ќе значи помалку нови работни места. Ние со оваа политика отворивме 117.000 нови работни места. Ако имаше порано 560.000 вработени во Македонија, сега има за 117.000 повеќе вработени. Што значи таа политика даде добри резултати. Ако нешто даваше перфектни резултати во Македонија, беше токму даночната политика. Јас не можам да ги разберам СДСМ зошто ода да го рушат тоа што најмногу даваше резултати по прашањето што најмногу луѓето ги интересира, а тоа е невработеноста. Покрај тоа, зголемувањето на даноците ќе намали конкурентноста на производот на компаниите. Затоа што ќе се зголемат трошоците. Даноците влегуваат во трошоци. Тие се една компонента од трошоците, така што со зголемувањето на даноците ќе се зголеми и цената на дел од производите и ќе станат помалку конкурентни и на домашниот и на меѓународниот пазар. Од тука има повеќе причини. Има и други причини, да не ги редам сите, поради кои што зголемувањето на даноците ќе носи повеќе кратни штети. И една работа треба да знаат, дека не секоја зголемувањето на даноците носи поголеми приходи во буџетот. Многу често зголемувањето на даноците ја зголемува и сивата економија. А зголемувањето на сивата економија може да значи и намалени приходи во буџетот. Така што, ако имаат планови дека со зголемување на даноците со сигурност ќе им се зголемат приходите, тоа е нестабилна трува даска. Не мора да значи дека така ќе биде. Ние со намалувањето на даноците не само што ја направивме земјата поконкурентна, нашите производи стана со помали трошоци и поконкурентни. Не само што ја направивме атрактивна за домашни странски инвеститори кои отвораат нови работни места, туку успеавме на некој начин да овозможиме со намалувањето на даноците и други придобивки кои што дадоа свој резултат. Кои што дадоа свој резултат и кои што не можам да разберам зашто оваа влада сака да ги руши. Една од тие придобивки е намалувањето на даночната евазија, односно на одбегнувањето плаќање данок. Многу компании кои што во минатото се труделе, се бореле како да избегнат данок, во последните 10-11 години престанаа да го прават тоа затоа што данокот е толку мал, а казните толку високи, што е навистина неисплатливо да се влези во операција на затајување на данок. Бидејќи ниски се даноците, например, по 10% е персоналниот данок, 10% данок на добивка, а истовремено ризиците од неговото одбегнување високи. Сега веќе со зголемувањето на даноците ќе им стане на многу компании интересно да размислуваат повторно како да одбегнат плаќање на данок и тоа ќе допринесе повторно за сива економија поголема, за помали даночни приходи, исклучително лоши потези ќе бидат тоа. Значи, од една перфектна ситуација во тој дел, одиме на нешто што е минско поле во делот на економијата.